Советот за безбедност, проширен со министерот за здравство и началникот на Генералштабот, во понеделник ќе одлучува за дополнителни мерки за справување со коронавирусот и на целата територија. Кризната состојба или вонредната состојба во крајно неповолни услови се опции кои се можни, но председателот Пендаровски посочи дека постои варијанта за зголемен ангажман на армијата. Постои можност да се прогласи, споменав, кризна состојба на цела територија заради вирусот, бидејќи тоа е закана за националната безбедност, неспорно. И според законот за управување со кризи, во оваков случај може да се прогласи. Ви велам, владата предлага до 30 дена, над 30 дена собранието, кое во моментов е распуштено и во тој момент во оваа ситуација не имаме еден спецификум кој до сега не сме го имале. Шефот на државата смета дека може да се размислува за одложување на изборите, иако тоа е одлука која партиите би требало да ја донесат со консензус. Според председателот, алтернативната кампања може да се спроведе, но најголем проблем може да биде денот на гласањето, спроведувањето на гласачкиот материјал ден претходно и на процесот на гласање за инфицирани лица. Има гласачки места во Скопје, во главниот град, кои се и со 1000-1100. Можете 700 луѓе да ги имате во иста просторија. Че јас од тој аспект прашувам и ништо повеќе. Што станува со луѓето за кои се препорачува да не излегуваат надбор воопшто, а имаат право на глас? Нив можеме да ги ставиме во категорија на, тоа постои во сабота се гласа, на болни лица. Меѓутоа, што ако се појават многу повеќе као бројка, колку можеме логистички тоа ние да го покриеме? И ако се одложат изборите за месец или два, нагаѓам, тоа нема да биде пропаст на светот. Пендаровски уверува дека Македонија добро се справува со вирусот, смирува дека добил информацијот и во стоковите резерви има доволно залихи. Апелира да не се шират лажни вести. Надлежните органи деновиве регистрирале неколку организирани обиди. Денеска и на медиумските екипи кои ја следаа пресконференцијата на председателот им беше мерена температура. Беа испочитувани препораките за оддалеченост кај новинарите, но не и кај снимателите.